Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ. Ангел Данов. Добра вечер. Дневник на КТВ, 10 август 2026. Ке се гради нова скијачка патека и ски лифт за новата сезона на скијачкиот центар Михајлово. Најави во емисијата ТВ Објектив на КТВ градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев. Ски стаза со 100 евра донација обезбедени за оваа сезона, че да градиме уште една ски стаза при ски стазата Михајлово или стаза Македонија од самиот врв нека и шумската куќа ми рекол или некој одмаралиште Михајлово ќе се спушти уште една стаза и уште едно ски лифт ќе се догради. Така да двојно ќе изголеми капацитетите на самиот центар ски Михајлово. Тоа значи дека ќе се поставува и таму вештачки стек инсталација, комплетна инсталација и добро што има компании кои што сакаат да помогнат и нема да бидам скромен да кажам дека општина Кавадарци во континуитет 8 години, а ова е 9-та година, испод 1,5 милион евра донации, средства или материјални донации ниту една година не е. Тоа не е пример никаде. Председателот на Советот на општина Кавадарци, доктор Стојан Чорамов, во своето гостување во емисијата ТВ Објектив на КТВ, даде отчет за досегашната работа на Советот, истакнувајќи дека по изминати 8 месеци функција во рамките на овој мандат, локалниот совет демонстрира висок степен на ефикасност и конструктивност. Советот на општина Кавадарци функционира од ноември месец 2025 година, скоро сме на половина година од нашиот мандат. Во однос на овие некај си 8 месеци од нејзиното функционирање Советот се одржаа 12 редовни седници и 5 вонредни седници на Советот на општина Кавадарци, каде што на тие седници беа донесени важни одлуки во функционирањето на локалната самоуправа, пред се од програми, од годишни извештаи јавни предпријатија, од годишни извештаи и завршни сметки на основни општински училишта и комплетно сета локална инфраструктура која подлежи под општина Кавадарци. Воедно бевме достојни поддржувачи на самите програми и визии на градоначалникот Митко Јанчев, со кој имаме одлична соработка и воедно во однос на функционалноста на самиот совет во однос на хегемонијата пред се со независни советници и од советничката група на ВМРО-ДПМН, на Социјалдемократскиот сојуз, како мнозинство од ВМРО-ДПМН со 12 советници, имаме коректна соработка, односно преку почитување на деловникот за работа, овозможуваме да Совет на општина Кавадарци биде храм на демократијата, каде што ни една одлука не ја носевме со сила на мнозинството, односно одлуките беа лиферувани и секогаш не водеше силата на аргументите и мотивот на разумот. Во тој правец ќе продолжиме и во наредниот период од нашиот мандат. Имавме коректна соработка со останатите советници надвор од мнозинството на ВМРО-ДПМН и се надевам дека во тој правец ќе продолжиме. Во односно, Совет на општина Кавадарци ќе биде репрезент на гласот на граѓанот на општина Кавадарци. Од полнок цената на дизелот пониска за 8, а на бензините за 4 денари. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за значително намалување на малопродажните цени на нафтените деривати, кои во просек поевтинуваат за 5,81%. Главни причини за намалувањето се падот на референтните цени на светските берзи и понискиот курс на денарот во однос на доларот. Новите цени што ќе важат од полнок изнесуваат за Евросупер од БС-95 87 денари за литар, БС-98 ќе чини 89 денари за литар, Евродизелот 91,5 денари за литар, екстра лесно масло 92,5 денари и мазутот ќе се продава по 43,5 денари за килограм. За троењето во Гостивар СДСМ поднесе кривична пријава против Клековски, Андоновска, Лазов, Амети. Помина повеќе од еден месец, цел град Гостивар беше затроен со загадена вода. Речиси 5000 граѓани завршија во болница. Здравствена катастрофа и тотален колапс на институциите. Одговорност од власта, од здравствени институции до сега нема. Буквално од никого. А нема ниту чиста вода во Гостивар. 4 недели власта на Мицковски си поигрува со најскапото нешто – здравието на луѓето. Јавното обвинителство молчи
ги игнорира повиците да превземе конкретни чекори. Ние тоа нема да го дозволиме, нема да дозволиме сето ова да се заташка. Одговорните за здравствената катастрофа, за труењето на цел еден град и загрозувањето на здравјето на 5000 луѓе мора да сносат одговорност, политичка и кривична. Не може да се сведе одговорноста само на локално ниво. Сите инволвирани мора да одговараат. СДСМ денеска затоа поднесува кривична пријава за сите системски пропусти, непостапувања, непревземања на законските надлежности од страна на здравствените институции и на инспекцијските институции. Кривичната пријава е против директорот на Центарот за јавно здравје, Шпендија Метио Тетово, директорката на Институтот за јавно здравје, Марија Андоновска, директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Кирил Лазов и министерот за здравство во владата на Мицковски Сашо Клековски. Основани се сомненијата дека во периодот од јуни 2026 година па се до денес во својство на службени лица или одговорни лица во институциите со кои раководат не превзеле действија и мерки за заштита на здравјето и спречување на последиците од загадување на водата во Гостивар. Не се придржиле кон прописите за заштита на луѓето и животната средина. Се задоцнило и со реакцијата. 22 дена граѓаните на Гостивар пиеле отровна вода со фекалии. Дури Центарот за јавно здравје соопштил дека водата е исправна за пиење. Иако по 200 граѓани дневно се пријавувале во здравствените институции со тегоби, никој ништо не превзел за да ја утврди причината, да реагира. Се закасни и со прогласување на епидемија. Се крија информации за водата од граѓаните, никогаш не беше објавена ни една анализа или извештај. Сите овие непостапувања доведоа до сериозни и тешки последици за здравјето на граѓаните на Гостивар. Со ова, пријавените сториле неколку кривични дела кои се гонат по службена должност. Нема поголем скандал, ниту поголема неодговорност од вакво поигрување со животите на граѓаните. Го повикуваме јавното обвинителство да постапи, да ги превземе сите действија за утврдување на фактите и доказите наведени во оваа кривична пријава. Одговорност мора да има. Талогот на општеството Филипче, поради кој со години сме пиеле на безбедна вода, нема право да морализира за случајот во Гостивар, порачаа од ВМРО ДПМН. Талогот на општеството Филипче, поради кој со години сме пиеле на безбедна вода, а тоа не ни било кажано нам, граѓаните на Гостивар, нема право да го морализира случајот. Со години Филипче и власта, предводена од СДС, добивала извештај од државните институции за тоа дека водата во Гостивар не е безбедна за пиење, а тие го криеле и не превземале ниту една мерка за справување со проблемот. Овој проблем во Гостивар не е од денес, туку е од децениска негрижа на локалните власти. Филипче и СДС требаше сега, кога имаат градоначалник кој отворено го поддржаа во Гостивар, како и кадри кои предводат локални институции, да го решат проблемот со водата, а не да политизираат. Филипче, дуи партијата на Таравари, требаше веднаш да ја земат работата во свој раце, но затоа што се неспособни, владата, предводена од ВМРО ДПМН, во рекорден рок обезбеди техничка вода за користење, а секојдневно граѓаните на Гостивар добиваат флаширана вода за пиење. Јавното обвинителство треба да го истражи молкот на Филипче и власта на СДС, која дозволила гостиварци да се трујат со години, а не да не знаат од што им се болестите. Талогот од СДС најмногу што може да направи е да се извинат и да донираат некој пакет вода за жителите. Но тоа не го очекуваме затоа што тие немаат ниту чест, ниту углед.
Погрешно македонско знаме, нов срам, ново понижување од власта на Мицковски, реакција на СДСМ. На официјална државна прослава за 35 години од независноста, платена со огромни суми пари од граѓаните, власта на Мицковски го утна македонското знаме, реагираат во соопштение од СДСМ. Срамно и понижувачки. Милиони евра народни пари троши владата на Мицковски, а не успеа ниту македонското знаме да го направи како што треба. Тендер патриотите го покажаа своето лице, повторно. Го погрешија македонското знаме. Тие знаат само за тендери, проценти, провизии. Кога е државноста во прашањето, македонските национални символи тогаш поима немаат. Понатаму од СДСМ пишуваат за тендери и провизии од милионски бизнеси, тие се експерти. За македонско знаме аматери. Неспособни се македонското државно знаме да го направат како треба. Владата сега да излезе пред граѓаните и да каже која компанија била ангажирана, кој бил задолжен за сценографијата и визуелниот идентитет, колку пари се потрошени, кој ќе понесе одговорност за ваквото понижување на македонскиот државен символ, прашуваат на крајот во соопштението од опозиционата СДСМ. Нервозата кај Филипче расте, талогот од СДС си го покажа вистинското лице. Обвини на пресконференција портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски. Нервозата кај Филипче расте, а талогот од Социјалдемократскиот сојуз си го покажа вистинското лице. Социјалдемократскиот сојуз долго време тоне во жива кал, па нивното раководство не бира начин како да дојде до политички поен повеќе, а сега тоа и го прават преку глумење на жртви со случајот во Ново село. Филипче фатен во паника откако се покажаа вистинските лица на децата кои токму тој ги прати да направат инцидент во Ново село. За Евтимов и Стојанов не било никаков проблем да отидат на местото каде ќе биде и председателот Мицковски и да се обидат да направат инцидент и потоа да се представат како жртви. Тие се искусни насилници и тепачи, а доказот е тоа што и двајцата се условно осудени на година и пол затвор, затоа што крвнички тепаат туристи во Струмица. Затоа и Филипче ги одбрал токму нив. Внуци на заеви, тепачи, насилници и наркомани. Ете, тоа е матрицата на Социјалдемократскиот сојуз, а таа никако не смее да биде иднината на Македонија. СДСМ со подршка за струмичките земјоделци, трудот на земјоделецот мора да се вреднува, порачаа на денешната пресконференција. СДСМ дава целосна подршка на струмичките земјоделци, производители на црвена пиперка. Даваме целосна подршка на македонскиот земјоделец, кој од утро до мрак е на нива за да произведе храна за цела држава. Барањата на струмичките земјоделци се оправдани. Тие не протестираат за милост, бараат достоинствени откупни цени и вреднување на трудот. Бараат да можат да живеат од сопственото производство, луѓето со месеци работат, вложуваат, произведуваат, се борат за екзистенција. Наместо вреднување на трудот со одржливи откупни цени, власта дозволи да се случи хаос со откупот. Земјоделците немаат никаква заштита. Откупната цена на пиперката ајварка од 25 денари за килограм е крајно понижувачка и нерентабилна цена. Оваа цена не ги покрива ниту производствените трошоци. Само за подсетување, во 2022 и 2023 година откупната цена на црвената пиперка се движеше помеѓу 45 и 50 денари за килограм. Со поскапувањето на горивата се е поскапено во земјоделството. Поскапи се репроматеријалите, ѓубривата, работната рака, производството. Само трудот на земјоделецот е поевтин. Бараме владата да донесе системско и одржливо решение, а не како до сега половични и задоцнети мерки. Откупната цена на црвената пиперка мора да биде над 50 денари за килограм. Тоа е цена која може да даде сигурност и соодветен екзистенцијален приход за земјоделците. Овој протест е гласот на сите македонски земјоделци кои овие 2 години со ВМРО на власт се излажени, понижени, оставени сами без поддршка. Оваа влада направи пустош во земјоделството, тотален колапс, намалени и неисплатени субвенции, ниски откупни цени, проблеми со откуп и зголемени производствени трошоци.
земјоделците се оставени на работ на екзистенција. Доста е од понижување на луѓето кои произведуваат храна. Македонскиот земјоделец заслужува сигурност, вреднување на трудот преку достоинствени откупни цени. СДСМ е со земјоделците. Ги поддржува нивните барења за достоинствена откупна цена, сигурен пласман и достоинствена екзистенција. Ќе се бориме за нивните права, за нивниот труд и за еднината на македонското земјоделство. Нема да дозволиме земјоделството да биде жртва на криминалните политики на ВМРО ОКД. ВМРО ДПМН го исполни ветувањето. За 2 години пензионерите добија линеарно зголемување на пензиите од 7.000 денари. Пресконференција на владеачката партија. Владата предводена од ВМРО ДПМН продолжува да ги исполнува дадените ветувања и да работи во интерес на граѓаните. Една од најзначајните мерки за директно подобрување на животниот стандард е линеарното зголемување на пензиите за 7.000 денари за поголем број пензионери. Пред изборите ветивме дека ќе направиме се што е можно за да обезбедиме линеарно зголемување на пензиите од 5.000 денари. И наместо тоа, владата испорача уште повеќе и за пензиите, за секој пензионер линеарно ги зголеми за 7.000 денари. И покрај обидите на поединци блиски до СДС и опозицијата, преку иницијативи пред Уставниот суд да ја оспорат оваа мерка, владата остана доследна на својата определба да ги заштити интересите на пензионерите и да обезбеди подобар животен стандард. За семејствата во кои 20 членови се пензионери, ова значи дополнителни 14.000 денари месечно во домашниот буџет. Ова се финансиски средства кои значително придонесуваат за подостоинствен живот на пензионерите и за нивно полесно справување со секојдневните трошоци. Од друга страна, потенцираме дека владата останува на ставот дека нема да има зголемување на старосната граница за пензионирање. Проблемите се јасно детектирани, се превземаат конкретни мерки, а новиот буџет има силна развојна компонента која ќе придонесе економските индикатори дополнително да се подобруваат. ВМРО ДПМН останува посветена на политики кои носат реални резултати, поголем животен стандард и подостоинствен живот за сите граѓани, а особено за пензионерите кои со години ја граделе државата. Уметничко патување низ Париз, градот на светлината и уметноста. Заедничка изложба на цртежи, слики и скулптури од Марина Убавкова и Игор Јосифов од Кавадарци. Утре вечер, вторник, на 11 август, од 20 часот и 30 минути, во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, ќе биде отворена заедничка изложба на ликовните уметници Марина Убавкова и Игор Јосифов од Кавадарци. Изложбата е насловена како Париз, градот на светлината, вечна инспирација. Ова изложба представува циклус на цртежи, слики и скулптури, создадени како резултат на студискиот престој во Париз. Инспирирано од богатото културно наследство, архитектурата, музеите и неповторливата уметничка атмосфера на градот, таа представува визуелен дневник во кој Париз се појавува како символ на светлината, творештвото и културниот континуитет. Преку современ ликовен израз, делата го истражуваат односот помеѓу личното искуство и универзалниот јазик на уметноста, претворајќи ги впечатоците од градот во визуелни записи исполнети со светлина, емоција и меморија. Изложбата представува творечки диалог со Париз, град кој со векови е неисцрпен извор на инспирација за уметниците од целиот свет. Продолжуваме со спортот. Фудбалерите на Тиквеш пукнаа петарда и во Куманово. По 2 одиграни кола, само Тиквеш и Тетовска Шкендија имаат по максимални 6 бода. Ако првото коло во првата македонска фудбалска лига помина во знакот на домашните екипи кога домакините славеа во сите 5 дуели, во второто коло состојбата беше речиси обратна, бидејќи домакините славеа само на една средба. На стадионот во Чаир, новелијата во лигата Шкендија од Рачиново, достоинствено му се спротивстави и одигра нерешено 1-1 со фаворитот Силекс. Во Куманово, Башкими беше
декласиран од градскиот фудбалски клуб Тиквеш со 0:5 со двата гола на Лавал, а по еднаш во листата на стрелци се запишаа Виздом, Поп Златанов и Јацковски. Со оваа победа Тикве се стационираше на првото место на табелата со импресивна гол разлика од 10 дадени и само еден примен гол. Единствената домашна победа ја забележа Брегалница, која на својот стадион во Штип убедливо го совлада Арсими со 4:0. Сето внимание во ова коло беше свртено кон големото дерби помеѓу Вардар и Тетонска Шкендија, која се одигра на националната арена Тодор Проевски во Скопје. Шампионот се посрамоти пред своја публика и апсолутно заслужено беше поразен со 0:2. Со оваа победа тетовчани заедно со Тиквеш остана единствените две екипи со максимален ефект. Во последниот надпревар на Автокоманда, Скопје имаше успешно прволигашко деби пред своја публика и одигра 1:1 со фаворизираниот тим на Струга Тримлум. Во следното коло во Кавадарци, Тиквеш ќе ја пречека екипата на Шкендија од Рачинова. Ке остане ли Кавадарци без женски кошаркарски суперлигаш? Покрај пробаскет лиценца не доби и 4-кратниот шампион баскеткам. Она што го направи во машката кошарка, Кошаркарската федерација на Македонија го прави и во женската. Имено Комисијата за лиценцирање по спроведената постапка и разгледувањето на целокупната доставена документација утврди дека во првата лига жени условите за добивање на лиценца за настап во надпрварувачката сезона 2026-27 не ги исполнија женскиот кошаркарски клуб Баскет Кан и женскиот кошаркарски клуб Пробаскет од Кавадарци. Во текот на постапката, двата клуба биле навремено известени за констатираните недостатоци во доставената документација, како и за условите што требаше да ги исполнат за успешно завршување на постапката. И покрај дадените насоки и оставениот рок за отстранување на утврдените недостатоци, клубовите не ги исполниле условите пропишани со системот за лиценцирање. Согласно донесената одлука на Комисијата за лиценцирање, Баскет Кам и Пробаскет Кавадарци не им е издадена лиценца за настап во надпреварувачката сезона 2026-27. Според информациите од женскиот кошаркарски клуб Пробаскет, Федерацијата донела одлука за недобивање на лиценца поради неплатен долг од цели 20.800 денари за минатата надпреварувачка сезона. Ако претворите во странска валута, добивате факт дека Пробаскет не доби лиценца, бидејќи на Федерацијата и должи смешни 300 евра. Клубот оваа недела треба да го плати долгот за да продолжи со лиценцирањето, е информацијата која што ја добивме од кошаркарскиот клуб Пробаскет. Утре не очекува сончево и многу топло време со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен долж по Вардарието, повремено засилен ветер од северен правец. Температурата до 39 степени. Во четврток и петок наместа ќе има нестабилност со пороен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Повремено процесите ќе бидат во форма на невреме, а температурата ќе опадне за неколку степени. Тука завршуваме. Благодарам за довербата и вниманието. Повеќе информации ќе најдете на ktv.mk и на нашата официјална Facebook страна. Имајте пријатна вечер.